Opštiните od istočniот регион и оваа година нема да успеат да се договорат и да се организираат заеднички да се справуваат со евентуалните пожари од поголеми размери. Идејата за формирање на регионален противпожарен центар се уште е во фаза само на идеја. Не сум оптимист дека оваа година можеме реално да се организираме регионално, да направиме еден таков центар за противпожарно делување. Во овој момент ние сме насочени на подобрување на условите, инфраструктурата на опремата во противпожарните единици, а вклучувајќи го и овој начин на организација, мислам дека ќе допринесе за полесно справување со пожарите во наредниот период. Веројатно за спроведување и организација на една ваква идеја логистичка, но и друг вид на поддршка ќе биде неопходна и од државата. Може би една ваква идеја возможно да се реализира доколку и самата држава се вклучи да направи неколку такви регионални центри каде што ќе најде на одобрување во делот на опрема, на кадар во овој дел, но моето мислење е дека секоја една општина треба да вложува во противпожарната единица, пред се како човечки потенцијал. Мислам дека за реализација на нова идеја би требало да се заложиме целиот регион во кој ни било од полза на сите општини во Источноатлантски регион. По неможноста оваа идеја да се реализира и година во општините, особено оние кои беа најпогодени од минатогодишните шумски пожари, се организираат повторно самостојно. Од тоа негативно искуство се роди една убава идеја и се формира доброволно противпожарно друштво кое веќе ги помина соодветните обуки и има директна соработка со територијалната противпожарна единица и како бројност, како оперативност имаме на располагање многу повеќе луѓе. Остатокот од врските на територијалната противпожарна единица се одвива во редовните нивни активности. Формирање на заеднички центар и справување со пожари, меѓу другото, подразбира секоја територијална единица да набави различен вид на опрема и возила. На овој начин целокупната поединечна опрема би се ставила на располагање во случај на големи пожари, а регионот ќе располага со доволно и соодветен број возила за интервенции. Токму немањето на теренски возила за гаснење пожар лани се покажа како најголем проблем во брзото и навремено справување со пожарите.